Од 1 август ново поскапување на парното, најголем дел од потрошувачите ќе добијат повисоки сметки за скоро 6%. Железарското пак поскапува за нешто над 5%, а оние кои се приклучени на мрежата на поранешно Скопје Север ќе добијат зголемување на цената од 3,6%. Пресметката на регулаторите покажува дека за стан од околу 60 квадрати фактурата ќе биде повисока за 140 денари. Во носењето на одлуката за цената клучен фактор била цената на гасот. Оваа цена сепак е заснована на прогнозирани цени за гасот до нова година, во кое што знаете дека никош не можеме да бидеме 100% сигурни, затоа доколку има драстични промени на пазарот на газ, околу нова година ќе го задржиме правото заедно со компаниите да ги преразгледаме уште еднаш цените. Според документот кој е прикачен и на страницата на РК, во прифатените трошоци пријавени од компаниите влегуваат и оние за бруто плати. Кај некои компании се забележува дека ваквиот трошок е поголем. Првиот регулатор уверува дека тоа е заради инфлацијата. Иако побарале да им бидат признаени и трошоци за 10 менаџерски плати, прифатена е само една. Признаени се и трошоци за менаџерски награди. Од РК уверуваат дека со одлуката не се офатени барања за нови вработувања и дека дури му кажале на компаниите дека имаат превработеност, но и да си ги намалат загубите. Од регулаторна велат и дека добро што претходната грејна сезона немало нови откажувања, имало околу 200 нови приклучени. Претходно парното грејење поскапе за 5% со образложение дека треба да се прават инвестиции во мрежата затоа што минатата зима беше одбележана со доста дефекти и протекувања на мрежата. Поостанува да се види дали оваа сезона ваквото покачување се искористило за инвестиции и дали ќе има помалку проблеми. На трите компании за парно работата не им оди најдобро. Сите се на листата на должници на Министерството за финансии. Беа формирани за време на претходната криза кога грејењето од БЕК отиде во рацете на државата.